Ви благодарам, почитувани медиумски работници. Оваа пресконференција ја свикуваме со цел да го обзнаниме нашиот кандидат за градоначалник на градот Скопје. Инаку, левица на овие трети локални избори поред ќе настапи со рекорден број на кандидати за градоначалници и кандидати за советнички листи. Имено на минатите избори имавме само 8 кандидати за градоначалници, додека оваа година ќе одиме со преку 20. Додека имавме 38 советнички листи, оваа година ќе одиме со над 62, што значи дека покажува дека левица прераснува од мала кон средно голема партија, затоа што веќе во 3/4 од општините имаме воспоставено инфраструктура на локални ограноци. Очекуваме најдобар скор досега и започнуваме со представување на кандидатот за градоначалник на главниот град Скопје, кој што ќе биде нашата најглавен мегдан практично на овие избори, затоа што практично пола Македонија живее во Скопје. Се одлучивме после инклузивен процес на интервјуи и сондажи за нашиот најдобар пратеник во овој пратенички состав, тоа е пратеникот Амар Мециновиќ, кој што успеа за само година дена од својот пратенички мандат да се наметне како еден од најактивните пратеници во собранието и мислиме дека со неговата кандидатура, бидејќи станува збор за еден кадар кој се градеше низ партиските структури, за еден идеолошки подкован кадар, мислиме дека за прв пат ќе успееме да ги анимираме младите на овие избори да излезат на гласање, затоа што тие се делот од електоратот кој што често и не излегува на гласање. Тоа е нашата главна цел и мислиме дека доколку успееме да влеземе во втор круг ќе има практично политички земјотрес, особено во левиот политички спектар. Сега би му препуштил збор на Амар Мециновиќ, а потоа можете слободно да поставите прашање до било кого. Само да напоменам дека носител на советничката листа ќе биде нашата координаторка актуелна Катерина Јовановска, позната адвокат од Скопје, и таму ќе имаме мало освежување на советничката листа и очекуваме исто така добар скор. Повелјавам. Добар ден на сите. Ви благодарам пред се како представници на медиумите што дојдовте да го проследите овој настан. Со многу од вас низ годините си имам среќавано на пресконференции како портпарол на левица, но и во контекст на собранието, така да тоа што медиумите веќе го знаат за мене и за нас како опозициона партија најактивна, е тоа дека и на овие избори ќе ги актуализираме работите за кои никој нема храброст и нема интерес да ги актуализира. Меѓу другото, оваа кандидатура произлегува од два фактора. Првиот фактор е тоа што јас, иако сега пратеник во собранието на Република Македонија, имав 3-годишен мандат во Советот на град Скопје и тоа тврдам дека тоа беше најдисфункционалниот совет во историјата на градот Скопје, каде што многу работи се блокира, многу од работите кои беа во интерес на скопјани не се направија и практично со никаква доза на скромност сметам дека нашата советничка група заедно со носителката на овие избори се боревме најмногу за некои прашања кои ќе бидат и централни за оваа наша кампања за град Скопје. Меѓу другото би издвоил неколку. Пред се нашиот приоритет и агендата која ќе ја нудиме, која соодветствува со борбите кои ги водевме во Советот на град Скопје, ќе биде за набавка на нови автобуси. Веќе од 2022 година почнавме да предупредуваме дека се движиме кон социјална катастрофа заради блокирањето на набавка на нови автобуси и тоа се случи. Потоа сметаме дека е потребно возобновување на јавниот превоз не само преку набавка на автобуси, туку и преку оптимизација на линиите кои го обслужуваат градот во поглед на јавниот транспорт и најпосле во однос на јавниот транспорт и изнаоѓање на нови методи на јавен транспорт. Понатаму ќе се осврнеме на хуманизација на урбанизацијата и посветување на градската чистота. Тоа е во склоп на темата на ГУПот, кој треба да биде донесен во следниот мандат на Советот и на градоначалникот на град Скопје и најпосле и најважно борба со загадениот воздух, за кој исто така имаме континуитет во нашата битка во Советот. Од друга страна, оваа кандидатура произлегува и од фактот дека нашата програма и концепцијата за овие избори ја направивме преку теренско анкетирање на граѓаните, така да програмата која ја нудиме на вистина е тоа што им е потребно на скопјани. Затоа сметаме дека и оваа кампања нема да се однесува само на еден човек, на една партија, туку ќе се однесува на сите скопјани, кои јавниот интерес им е побитен од приватниот интерес, како што гледаме дека е случајот во изминатите години. Во наредните 2 месеци сметаме дека е потребно да се создаде движење на сите скопјани и сите структури во политичкиот дискурс кои сметаат дека треба да се разбие
монополот на политички актери кои владеат со нас и сметаме дека тоа ќе го успееме. Нашата кампања ќе се обидеме да биде како нешто што досега македонската јавност не видела во поглед на политичкиот маркетинг и на комуницирањето на пораките, затоа што на наша страна е љубовта за сопствениот град, на нивна страна се парите и моките и мислам дека за она кој ние го нудиме тие немаат одговор. Затоа сметам дека градот веќе е пробуден, ние сме веќе тука затоа што ова е наша приказна, наша борба за нашето Скопје.